На денешната седница за транспорт, животна средина и просторно планирање беше проследен законот за урбанистичко планирање предложен од Министерството за транспорт. Што конкретно представуваат овие предлог измени на законот за урбанистичко планирање и со какви предизвици ќе се соочат во однос на изградбата и во однос на планирањето на деталните урбанистички планови, и за сите овие теми во овие вести разговарам со министерот за транспорт Александар Николовски. Господине Николовски, ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата и поздрав на сите што ни гледаат. Туку што го помина овој комисиски филтер, овој предлог закон, па се очекува на наредна пленарна седница кога председателот на Собранието ќе ја закаже да биде и пред пратениците и да се расправа. Што конкретно представува овој закон, како што можевме да видиме, тоа ќе представува побрза процедура за градење на школи, болници, градинки, катни гаражи. Каква ќе биде тогаш процедурата и во кој дел ќе се олесни? Ние на последниве избори, на кои што коалицијата која што ја состави владата освои двотретинско мнозинство, ветивме дека во следните 4 години конечно ќе се завршат сите работи во сите општини кои што се поврзани со изградба на улици, канализациони системи, водоводни системи, училишта, градинки, болници, амбуланти, за еднаш за секогаш граѓаните да имаат основни услови за живот, и ова да не е тема во Македонија. И затоа ветивме дека секоја година по 250 милиони евра ќе се префрлаат на општините за оваа цел, а оваа година само за 4 месеци префрламе 100 милиони евра. Но за овие средства да може да се реализираат, потребно е да има проекти, а за тие проекти да се реализираат, потребно е да има детални урбанистички планови. Имајте предвид дека процедурата за носење на еден детален урбанистички план е исклучително долга и комплицирана и некојаш трае и над 10 години, предлагам со законов да за изградба на училишта, градинки, амбуланти, болници и катни гаражи, кои што се во 100% државна собственост и кои што се целосно финансирани од страна на буџетот на општината или на државата, да се оди по една скратена постапка, каде што на брза лента, условно кажано, ќе се носат овие одлуки со цел веќе следната година во Македонија да има нови училишта, да има нови градинки, да има нови болници, нови амбуланти, нови катни гаражи кои што ќе го олеснат животот на граѓаните, ќе ги направат основните услуги достапни за секого, да нема веќе редови за чекање за запишување на деца во училиште или да нема фаќање на врски за дете да може да оди во градинка, да се да се отстранат автомобилите од улиците, како би се решил урбаниот хаос кој што го имаме сега. Тротоар не можете да користите нормално од паркирани автомобили по тротоарите, а тоа е затоа што нема катни гаражи каде што можат соодветно да се паркираат. Така што со овој закон ги решаваме овие проблеми и сега на општините да можат да носат добри проекти и да после тоа ги реализираат, а ние како влада ги обезбедуваме законските услови и секако средствата. Често пати изминатите години бевме сведоци на еден урбанистички хаос. Вие бевте еден од најгласните кои зборувавте против урбаната мафија, кога се во прашање оние други градби, например, станбени згради и така натаму. Како да се стави крај на овој урбанистички хаос? Законот е многу јасен и баш тука ја повлекува линијата. Значи, велиме за објекти кои што се од јавен интерес, од типот на училишта, градинки, амбуланти, болници и катни гаражи, одиме со брза постапка. За сите оние други објекти од типот на изградба на станови, изградба на дуќани и така натака, одиме со спора постапка, затоа што во неколку општини во државата навистина се претера со урбанизацијата и мора да се стави точка на таа работа. Јас понудив да на есен заеднички работиме на еден закон кој што ќе ги реши сите овие проблеми, а за неколку урбани општини, од типот, например, на општина Центар, на општина Карпош, можеме да изработиме и специјални закони кои што ќе го решат проблемот со урбанизацијата. Какво е расположението кај граѓанските иницијативи? На седницата имаше присуство од граѓанскиот сектор представници. Што велат тие? Бараат јавна расправа, меѓутоа вие сте отворени нели за тоа? Мене ми е многу драго што денес присуствуваше коалицијата ОДВА. И јас кога ја видов нивната реакција минатата недела, веднаш го побарав председателот на комисијата и го замолив да ги покани. Ова е прв пат во рамки на Собранието да се поканат
граѓански организации во рамки на носење на закон. Јас сметав дека е тоа потребно за да се чуе и нивниот глас. Мислам дека најголем дел од забелешките кои што ги кажуваат се оправдани, но тие се поврзани со носење на еден целосно нов закон за урбанистичко планирање и пред се поврзани со најголемите урбани општини во државата, пред се општините Центар и Карпош, и затоа за таму стојам на располагање да донесеме специјални закони за овие две општини. Господине Николски, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам, беше задоволство. Уште еден краток сублимат околу Законот за урбанистичко планирање. Како што кажавме, тој беше проследен на Комисијата за транспорт, животна средина и просторно планирање, а веќе се очекува од страна на председателот на Собранието да биде закажена нова пленарна седница на која пратениците ќе расправаат по оваа точка и секако понатаму, откако ќе се поминат сите филтри, да се премине и на гласање.